Суспендираниот шеф на Вишото скопско обвинителство Мустафа Хајрулахи е обвинет дека се заканувал и вршил психичко насилство врз 5 жени вработени во обвинителството. Понижувањето и заканите траеле повеќе од 1 година, а целта му била да им нанесе душевна болка, информира од штипското обвинителство кое го гони за 2 дела: малтретирање во вршење на службата и злоупотреба на службената положба. Користејќи ја неговата службена хиерархиска надреденост, во повеќе наврати грубо им се заканувал дека има моќ и може веднаш да ги избрка од работа, дека ќе ги дигнал на клоци, ќе ги фрлел од 6-ти кат, ќе ги ставел во притвор и под посебни истражни мерки. Дел ги навредувал дека му го грделе обвинителството и им забранувал да комуницираат меѓу себе и со други вработени. Откако жртвите побарале заштита и итни мерки од обвинителството и Советот на јавни обвинители, Хајрулахи ги повикал насама во неговата канцеларија, со обидел да ги принуди да напишат писмени изјави дека биле изманипулирани, велат од обвинителството. При тоа им се заканувал дека ќе им поднесе тужби за клевета со барање за одштета од 100.000 евра, велејќи им дека тој може да влијае на сите суди и адвокати, дека имаат деца на кои треба да мислат и дека ќе ги изгубат работните места. Откако ќе одбиеле да подпишат таква изјава, им поведувал дисциплински постапки и ги прераспоредувал на работни места во обвинителството. Дел од оштетените кои не можеле да го издржат притисокот и заканите, чувствувајќи страф, напишале изјави како што побарал тој од нив. Во октомври лани на состанок пред сите вработени ги исмевал и ги понижувал оштетените жени, а од останатите побарал да напишат изјави во кои ќе опушат каков шеф е тој. Како резултат на ваквото деградирачко и понижувачко однесување, една од вработените се разболела и добила анксиозно расстройство, стои во соопштението од обвинителството. Штипското обвинителство го товари Хајрулахи заедно со обвинителот Јован Цветановски за злоупотреба при распределба на предмети. Дописите и пријавите кои стасувале, Хајрулахи барал од обвинителскиот службеник да не бидат заведени истиот ден или редоследно, туку неколку дена подоцна. Барало службениците тие предмети директно, без многу галама, да бидат доделувани на Цветановски. За кои предмети станува збор не пишува во соопштението, но според обвинителството, во тие предмети двајцата обвинети обвинители работеле незаконски, пристрасно и субјективно. Хајрулахи и Цветановски ги отфрлаат обвинувањата. Хајрулахи негира дека малтретирал вработени и дека местел предмети. Тврди дека станува збор за конструкција, а целта е блокирање на предметот болниците на СЈО. Фактот дека овие вработени се под директна контрола на Фатиме Петаи зборува доволно дека ова е чиста лага и чиста конструкција. Од наводите дека јас наводно сум местел предмети доаѓаат од истата личност. Тоа е тој центар на кај што местат предмети, односно кај што местат обвинение против мене. Службите ги распоредуваат предметите. Јас немам врска со предметите, само ќе ги парафирам и ќе ги дам на службите, службите ги распоредуваат предметите по реден број, по римско редно бројче. Разочаран сум од тоа што за обвинението дознав од медиумите, бидејќи обвинителството не смогна сили да ме повика да дадам исказ. Жално е и што се уште не ни е доставено. Кога ќе го видам, ќе се произнесам подетално. Против Хајрулахи и Цветановски се води и дисциплинска постапка.